Добро утро, Јована. Календарски уште не е пристигната зимата, но за зиморливите како мене почна официјално од вчера. 5 целзиусови степени во моментов во главниот град, имаме пониски температури. Вчера официјално го добивме и првиот снег во државата на повисоките планински превои. Секако, тема која што го отвара прашањето колку зимската служба е подготвена за работа на терен. Со каква механизација располага во моментов јавното предпријатие Македонија Пат, набавена ли е потребната количина на сол за зимско одржување на патиштата, се само дел од прашањата кои ги поставуваме на првиот човек. Велам добро утро за господинот Костадин Ацевски. Добро утро. Низа прашања имаме. Првото и веќе започнеме солта, ја споменав. Една од последните информации кои што можевме да ги прочитаме е дека се подготвувате, дека е склучен договор со компанија која што треба да обезбеди сол за следниве 2 години. Која е таа количина и која е компанијата со која што се подпиша договор? Подпишан е договор со компанијата Димакс Рудници и не е набавена, меѓутоа е обезбедена количина за 2 години во некои максимални предвидени количини. Меѓутоа тие количини нормално нема да се набават сите, туку која количина ќе се набави, која количина ќе се потроши на абразивни материјали, сол и камен агрегат, не одлучува јавното предпријатие Македонија Пат, туку одлучува јавното предпријатие Државни патишта, кој е наш налогодавач нормално во соработка со надзорните инженери. По соодветно одобрување и одобрен акционен план од нив се врши сукцесивно набавување на потребните количини на абразивен материјал. Така да од ова максимално предвидена количина за не дај Боже така да се изразам за 2 години, во прва фаза ние ќе набавиме само 7800 тони сол. Договорот е рамковен, што значи дека не мора да се потроши целата сол која што е набавена, туку во зависност од потребите. Да, не само што не мора, туку и нема да се потроши целата. Да, и сега оно што мене ме интересира според анализите кои што се направени од изминативе години. Во просек колкава количина на сол се троши за една зимска сезона? Видете, секоја сезона е различна сама по себе и климатските промени на кои сме сведоци сите не ни даваат за право да се впуштиме во поголеми предвидувања, во калкулации како ќе се одвива сезоната и колку количина абразивен материјал ќе ни биде потребна. Гледате дека временските услови на некој начин ја поместуваат зимата и зимата фаќа се подоцна, ама трае подолго во подоцнените месеци од годината, така да во просек, ако земеме некој 10 годишен просек, потрошувачката на сол е околу помеѓу 11.000 и 13.000 тони годишно. Меѓутоа, секогаш е добро да имате план Б во случај да тргне нешто несакано, односно да треба поголема количина абразивен материјал. Меѓутоа, ние имаме залихи и од претходната година и за оваа година во прва фаза ќе набавиме само околу 7800 тони сол. Доколку има потреба, сукцесивно ќе набавуваме и понатаму. Веќе 40 на минути сме овде во подружницата во Петровец и можевме навистина јас и колегата Александар Мижимаков да забележиме дека се работи на одржување на механизацијата и подготовка на истата. Со колкава механизација располага во моментов предпријатието и во каква состојба е истата? Па вака, предпријатието располага со некаде 70 на камиони, 25 натоварувачи, 7 трактори имаме, 8 снегочистачи, 4 булдожери, имаме 5 грейдери и тоа е таа некоја механизација со која располага предпријатието, меѓутоа треба да кажеме дека со оваа механизација ние треба да покриеме 38 зимски пунктови на територијата на целата држава, така да ако збориме од аспект дали е доволна оваа механизација, не е доволна и ќе треба дополнително да се ангажира механизација од трети лица. Но оваа со која што располагате е апсолутно функционална? Оваа со која што располагаме е апсолутно функционална, меѓутоа треба да се каже, фера да се каже дека од оваа механизација некаде 20 камиони и 9 натоварувачи се стари до 5 години, односно 5 години, останатата механизација е стара околу 30 години, така да е функционална, меѓутоа е доста амортизирана, исто така стапката на амортизација на механизација која се употребува за зимска служба и која користи абразивни материјали е многу висока, меѓутоа ние истата механизација користиме и за летната сезона, за асфалтирање и тековно и редовно одржување и во зимската сезона, така да е функционална, меѓутоа е доста амортизирана и подлежна на чести дефекти и треба големи напори за нејзино одржување. И доколку прошетаме во било кое јавно предпријатие, првото прашање кое што ќе го отворат директорите ќе кажат дека немаме човечки ресурси за работа и тоа секогаш не достига кадар од речиси сите профили. Како е, кај вас имали доволно луѓе за работа на терен?
ќе треба и јас да ви се жалам ако тргнеме од тој аспект. Но добре да ги отвориме како прашање да се дискутира. Ако гледаме од аспект на покриеност на работните позиции, се соочуваме со сериозен недостаток на кадар, поготово последните години, посебно годинава имаме и доста пензионирања, така да и таа институционална меморија и предавање на искуството полека се губи, се соочуваме со недостаток на кадар, поготово што долго време немало пополнување на работни позиции во јавното предпријатие Македонија Пат. Посебно горлив е недостигот на возачи, на електроничари, на автомеханичари, па и на патари, на машинисти. Веројатно е тоа некој недостиг на кадар со кој се соочуваат сите предпријатија, сите градишни предпријатија во државата, не само јавните предпријатија. Не случајно прашав, бидејќи кога станува збор за зимската сезона и паѓањето на првиот снег, секогаш просто се посочува кон вас, кон јавното предпријатие, а добро е да се проговори и за тоа што се недостига за да може да се врши работата онака како што треба и со полни интензитет и капацитет. Кои се најкритичните точки во земјава во зимски услови, зборам за патните правци? Најкритичните точки дефинитивно се планинските превои и поради најголемата изложеност на снежни врнежи во поглед на интензитет и во поглед на чести снежни врнежи, потоа тесните коловози со поголеми подолжни косини на патот, тоа се некои најкритични точки во државата. Меѓутоа, никогаш не знаете каде може да настане проблем, бидејќи секоја ситуација е сама по себе и зависи не само од интензитетот и од интензитетот и колку траат снежните врнежи, туку и од самото постапување на учесниците во сообраќајот во даден момент. Често пати има забрани кои не се почитуваат и кои може да доведат до големи проблеми. Господин Ацевски, живееме сезона на сериозна економска и енергетска криза и пари требаат во секој сегмент од функционирањето, па така и во вашето предпријатие, но постојат ли некои приоритети кои се неопходни да се стават на првата точка на листата оваа сезона? Први две точки, не можеме една, први две точки се механизација и човечки ресурси односно премногување на кадар. Има пари за тоа оваа сезона? Каков е одговорот од надлежните? Обезбедуваме средства, меѓутоа не е толку проблем, мислам, проблем е да се обезбедат средства за набавка на механизација, меѓутоа исто така е проблем и самата економска и енергетска криза доведе до тоа да испораката на механизација и на нова механизација да трае многу подолго од вообичаеното. Сега да извршиме набавка, да подпишеме договор, сигурно ќе треба една минимум година и пол за испорака. Исто така и достапноста на пазарот е мала, а цените високи на резервни делови на механизација. Тоа значи дека и оваа сезона ќе се снаоѓате со она што го имате само на располагање. Оваа сезона планираме да обновиме механизацијата за наредната сезона. Оваа сезона успеавме да набавиме 4 нови универзални машини кои сега ги користиме како натоварувачи во зимската служба, во постапка за набавка на трактори како мултифункционални машини кои ги користиме и во зимска служба и летно време за косење и кастрење, така да колку можеме ја обновуваме механизацијата, меѓутоа потребни се и средства и време. Одржувањето на патиштата во зимски услови е ваша задача, безбедноста е заедничка. Тука треба да упатиме еден апел секако и до нас, возачите кои што знаеме да бидеме и нетрпеливи во зимски услови, а за да стигнеме безбедно онаму каде што сакаме, тоа е двонасочна улица, никако зависи од вас, но зависи и од нас. Видете, безбедноста во сообраќајот и почитувањето на правилата за безбедност во сообраќајот, посебно во зимски услови, обврска на сите. Возењето на снег не е авантура, иако многумина од нас го доживуваат така и знае да биде интересно, меѓутоа е пред се бара сериозно и одговорно постапување и може да представува сериозен безбедносен ризик. Знаете, почитување на прилагодување на брзината според условите на патот не е само флоскула, туку е нешто што треба да се применува. Исто така користењето на зимска опрема, зимската опрема не е само да имаме во возилото колку да ја покажеме на полицијата. Некогаш треба да ја употребиме. Не знам, јас не сум сведок, се поретко сме сведоци
некои од учесниците во сообраќајот да употребува зимска опрема, иако во последно време употребата на зимската опрема имаме нови, поедноставни средства за употреба, е доста лесната. Имаме барем во рамките на зимската опрема имаме и нови иновативни средства кои се полесни за употреба, не знам, навлаки за возила, стегачи за една употреба, ланците нормално и сите, секој од нас како учесник во сообраќајот во зимски услови треба да биде спремен истите да ги употреби. Исто така често имаме проблеми кога одредени забрани во сообраќајот не се почитуваат од тешки товарни возила, не се почитуваат забрани за движење, може да дојде до несакана последица некое возило да се изврти и потоа да дојде до застој во сообраќајот и нашите возила практично да се заглавени во колоната и да не можат соодветно да интервенираат. Добро е да се знае дека со капацитетите и ресурсите со кои располагате се подготвувате за снегот и во градските средини. Ние со паѓањето на истиот прв во Скопје повторно ќе се видиме на терен, може така? За градските средини надлежни се локалните јавни предпријатија. Зборам за пошироките автопатиштата. Меѓутоа за регионалните, магистралните пратни правци, автопатиштата, ние веќе ги имаме нашите возила поставено на зимските пунктови, на секој од 38 зимски пунктови има поставено соодветна механизација. Во оваа подружница е надлежна за одржување на автопатот, така да максимално ќе одговориме на сите предизвици на редната сезона. Благодарам за разговорот во Ви благодарам за интересот. Сосема накуса ќе потсетиме дека зимската служба на јавното предпријатие Македонија Пат започнува на 15 ноември, трае до 15 март. Во зависност од временските услови секако истата може да се продолжи. За службата се одговорни 37 зимски пунктови низ целата држава, дел во големите градови, дел на планинските превои, како што впрочем слушнавте и од разговорот. Ниски температури имаме утрово, такви се најави за деновите кои што следуваат, па можеме да го очекуваме во периодот кој што следува и според најавата на метеоролозите и првиот снег во градските средини за кој што ќе треба да бидеме одговорни не само ние, туку и општините кои треба да се подготвуваат на големо за истиот.